Ви благодарам за можност еве денеска да се обратам овде пред вас, да посветам неколку реченици за тоа како може изминативе 3 години, но и да кажеме што планираме да направиме во мандатот кој што следува во следните 4 години. Но пред да продолжам со она што сакам денеска да го кажам, ќе ми дозволите да се заблагодарам на сите оние кои што се најзаслужни што ние денеска имаме честа и можноста да се гордееме со најголемата и најорганизираната политичка сила ВМРО-ДПМН во Македонија. Тоа се луѓето кои што го создава Општинскиот комитет овде во Маврово и Ростуша. Благодарност огромна до ветераните и основачите на ВМРО-ДПМН овдека во Маврово и Ростуша. И сакал истовремено да се заблагодарам и да сите оние членови, активисти, симпатизери, до оние млади луѓе кои што се дел од Унијата на млади сили, до дамите кои што се дел од Унијата на жени на ВМРО-ДПМН овдека во Маврово и Ростуше. Потоа да се заблагодарам на представниците на коалиционите партнери кои што се дел од победничката коалиција за обнова на Македонија, бидејќи без сите овие структури ние денеска можеби немаше да зборуваме за историски најголема победа и за ВМРО-ДПМН, но и за коалицијата за обнова на Македонија. Почитувани сограѓани, драги пријатели, пред нас е исклучително предизвикувачки период. Најпрвен имаме помалку од 2 недели, имаме отприлика околу 10 дена кампања ни преостанаа и уште 2 дена молк, значи некои си 12 дена, до денот кога ќе треба да излеземе и да одлучиме во каква Македонија сакаме да живееме. Дали оваа Македонија која што е понижена, маловажена, оплячкана, каде што граѓаните се чувствуваат во сопствената држава граѓани од втор ред, каде што срамот, декаденцијата и поразите се секојдневија, или Македонија која што ќе биде татковина за сите, без разлика на нивната етничка, без разлика на нивната политичка, верска припадност и определба. Или политичка неопределба. 15 јули е денот кога треба да ја избереме иденината и за нашите деца, за поколенијата кои што ќе дојдат понасно, истовремено ќе треба и да го обелиме образот на нашите предци кои што животите ги давале за ова денеска што ние го живееме. Тоа е вистински предизвик и секој наш сограѓанин, дали бил политички определен, дали бил политички неопределен, без разлика дали е македонец, дали е албанец, турчин, влав, србин, бошњак, ром или нешто друго кое што не го споменав, ќе треба да одлучува за државата во која што се родил или родила, во која што се радувале, тагувале и предпоставувам дека најголемиот дел од нас тука ќе ги завршиме нашите животи. Како сакаме да изгледа таа држава. Ова не е обичен избор и не се ова обични парламентарни избори, иако сите ние сме свесни за предизвикот кој што е пред нас исправен, а тоа е оваа пандемија, овој вирус кој што за жал го совлада целиот свет, но денеска светот полека излегува, а ние се уште тонеме се подлабоко и подлабоко, и еве денеска го забележавме практично најцрниот ден од почетокот на оваа пандемија, од тамо некаде почетокот на месец март, кога за жал имаме 15 кои што ги загубија своите животи. Јас тоа го почувствував и на моето семејство, моите двајца родители, мајка и татко се уште се хоспитализирани и се борат со вирусот. Но важно е дека сето она кое што го правеше и изборуваше владата, дека го победиле вирусот, дека завршила работата, дека благодарение на нивните политики, благодарение на нивните мерки, веќе не треба да се грижиме, сосема спротивно ни се случува. Но тоа не треба да не обесхрабри. Напротив, тоа треба да не охрабри на 15 јули рано наутро од 7 часот, да се заштитиме најпрвен, а потоа рамо до рамо, еден по еден да излеземе и да го заокружиме реден број 14, бројот пред името на маестро Дурловски, бројот кој што ќе донесе историски најголема победа за коалицијата за обнова на Македонија која што ја предводи ВМРО-ДПМН. Јас ве повикувам на 15 јули тоа да го сториме масово. За онаа втората, не онаа понижената, излажаната, омаловажената Македонија, туку онаа втората,
горда, достоинствена, честна, честита. Каква што е Македонија земја на домакини, домакинки, честни, вредни луѓе. Не Македонија на нерани мајковци, луѓе кои што неа говорат вистината. Предпоставувам за неколку денови од денеска истите тие ќе дојдат овде во Маврово и Ростуше 3 години потоа откако ветуваа живот, се сеќавате дека ќе било подобро, дека се ќе било поинаку за разлика од оваа тешка, мачна, сурова реалност каде што ние тонеме во ова политичко мочуриште, ќе стават раката на срце, ќе наведнат главата полево, подесно и предпоставувам така колнејки се во најмилото, одејки по жицата, ќе си го бараат и племето и семето, а се ќе направат спротивно тоа што ќе ви ветат. Тоа е она наше тешко, мачно, црно секојдневие кое што 3 години го живееме. Не велам дека и во минатото, кога ВМРО ДПМН е имал можноста дадена од народот да управува со владата, дека немало грешки. Но никогаш, историски никогаш, кога ВМРО ДПМН управувал со владата, немало катастрофални национални грешки, како што тоа се случува буквално со секоја влада на СДСМ. А ова раководство на СДСМ, предводено од Зоран Заев, ја продолжи таа традиција, ја надгради и ја прошири. По истата методологија, по истиот рецепт. Доаѓаат избори, раката на срце, по некоја лага, доаѓаме на власт, прво што ни доаѓа е национално предавство, второ плячка, криминал, корупција и трето нормално да ги фатиме судиите и обвинителите и она што сме го сгрешиле од порано да си го испереме. Со некоја нова амнестија, со некоја нова аболиција. Отприлика, таква е начинот на функционирање на истата таа матрица која што од време на време добива можност од граѓаните. Но ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев докторираше. Таа е проширена и надградена, практично ги обедини сите претходни раководства на СДСМ во неправдата, во лагите, во срамот, во плячката, криминалот. Буквално докторираше на овие области. И сега повторно истите овие луѓе ќе дојдат овде без срам, ќе ве погледаат во очи и ќе ви кажат дека можат. Можат, да, се слагам, можат повеќе да крадат, можат повеќе да лажат, можат поголема неправда да донесат, поголемо недостоинство, поголема обесчестеност, да, се слагам дека можат. Но може, наместо да уживаа во привилегиите платени од народот, да работат малку повеќе за тој народ. И може на вистина, ако сака и ако умеа, да донесат живот како што ветува. А не овој срам и понижување кои што се наше секојдневие. Може, но за жал не успеа. И тука завршува на 15 јули, завршува тоа нивно можеме. Ке заврши, можевте. А сега ќе ви покажеме како се работи и како се сака Македонија. После историски најголемата победа на 15 јули, почитувани сограѓани, ќе ги засукаме ракавите и ја креваме Македонија од пепелта, буквално од пепелта која што овие политички измамници ќе ни остават. Мотивирани сме. Знаеме како и знаеме со кого. Народот, без разлика, дали бил политички определен, дали бил политички неопределен, дали бил од една или од друга етничка припадност. Буквално од Охрид, од првиот ден, завршувам еве овде, денеска, пред вас, се чувствува таа победничка енергија, но тоа, почитувани сограѓани, лично мене ме уврзува. Лично мене ме уврзува затоа што доста беа 30 години порази и срам кои што му се нанесуваа на граѓанинот на Македонија. Доста беше неправди. 30 месеци откако сум избран за председател на ВМРО ДПМН. 2,5 години се позади нас. Многу предизвикувачки период. Многу потешкоти, многу предизвици, но сепак ние верувавме дека можеме. Се боревме во она во кој што верувавме дека можеме. Од првиот ден, малкумина тогаш можеби ќе се сложија со нас и ќе речеа за само 2,5 години ќе имаме предвремени парламентарни избори. Секако мене ме нарекува.
Некои не критикуваа, ни велеа премногу сте млаки, треба малце појако, потврдо, запнете, сега моја мајката се сеќавате новија обојнава револуција, кршеа, палеа и така дојда до власт. Не. Ние одбравме поинаква стратегија. Ние одбравме стратегија кога ќе не направи поразлични од нив. Стратегија во која што ние ќе се разликуваме од тоа што беше СДСМ кога беше во опозиција и ќе покажеме дека можело поинаку и дека можело да биде се поразлично од тоа што било. Одевме чекор по чекор. Не велам дека таа критика не болеше, да, ама велат критика од брат, од сестра, од татко, од мајка не боли. Таа може само да те направи поуспешен, посилен, да те мотивира. Но не вреди ниту една борба. Ако војувате со туги синови и одите кон неизвестна цел. Ние работевме внимателно за да дојдеме кон известна цел. А за нас известна цел е победа. Победа е известна цел. И победивме. Победивме затоа што за само 30 месеци урнавме ваква насилничка, брутална власт како што имавме овие 30 месеци. Внимателно, чекорејки, чекор по чекор. И на само 12 дена сме од историски најголемата победа. Можат да монтираат, да креираат, што сакаат да прават, да се закануваат, да уценуваат, но народот е веќе ослободен. Тоа се чувствува насекаде, веќе никој не му се плаши, ниту на Оливер Спасовски, ниту на Зоран Заев, ниту на Радмила Шекеринска. Народот веќе е ослободен. Доста беше криминал, уцени, закани, плячка и корупција. Неправда. Народот сака да живее пристојно, достоинствено и честито, затоа што, како што кажав, овој народ е честит, вреден. Народ кој што се почитува помеѓу себе. Не му требаат вакви политички измамници кои што со лаги ќе го водат и раката на срце. На овој народ му треба честити политичари кои што ќе го водат кон една посветла и подобра иднина. Затоа, почитувани пријатели, драги сограѓани, она кое што денеска сите ние мораме да го направиме, за да не си го поставуваме прашањето години од денес дали кога требаше, јас го направив тоа за мојот народ, за мојата држава, дали бев активен наместо да бидам пасивен, дали бев храбар, достоинствен и одлучен. Сега е моја мајката. 15 јули е денот кога сите ние треба да се исправиме пред предизвикот. Без разлика кои сме и што сме. Во историјата е познато дека овој народ се исправал и пред многу побројни и многу помоќни противници, а не пак пред ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев и ги победувал. И тоа убедливо ги победувал. Така ќе биде и на 15 јули. Јас верувам во мудроста и одлучноста на овој народ. Заврши времето на политичари елитисти. Тоа време е позади нас. Сега доаѓа времето на политичари херои. Луѓе кои што ќе треба да се жртвуваат и себе, своите најблиски, па дури и семејството, затоа што секој оној кој што е дел од оваа победничка листа на коалицијата за обнова на Македонија треба да разбере, а секој од нив е свесен и доброволно се сложил, дека сега е потребна жртва. Нема веќе привилегирани политичари, тука, на овој плоштад, во Ростуше, заедно со народот, во Маврово, во Битуше, било каде. И ќе слушат. И ќе слушаат што има народот да каже. Затоа што народот дава, ама народот и зема. Овој народ му е преку глава од лаги, неисполнети ветувања и изневерени очекувања. Време е сега да го поставиме прашањето што можеме ние да направиме за неа, за Македонија, а потоа Македонија преку политичарите во владата и во парламентот да му врати на овој народ, да му врати подобар живот. Тоа е најмалку што овој народ заслужува. Тоа е најмалку што овој народ треба да го добие од следната влада која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН
и коалицијата за обнова на Македонија. Затоа кога велат дека можат, всушност велат дека можеле. А ние од 16 јули ќе им покажеме како се работи и како се сака собствениот народ, своите сограѓани и собствената татковина. Со многу мака, со многу пот, енергија, мотив, влегуваме во оваа неизвестност. Свесни сме дека нема да биде лесно. Свесни сме дека ништо не е лесно ако целта кон која се стремите е велика. Колку целта е повелика, толку повеќе предизвици има на патот до реализација на таа цел. И тоа не може да биде лесно. Ако се борите за мал влог, тогаш можеби и нема никакви предизвици да има по тој пат. Но ако влогот е голем, тогаш и предизвиците ќе бидат се поголеми. Но тоа треба да не мотивира да истраеме во она за кое што веруваме и она за кое што се бориме. А ние веруваме во една Македонија која што ќе биде поинаква од оваа која што денеска живееме. Сеќавате на оние обувки кои што ги редеа пред владата, символизирајќи дека Македонија се празни, дека се оцелува, дека селата ни се празни, тоа е стара вест, сега и градовите стануваат празни. Се сеќавате пред 4-5 години кога велеа дека ќе ги врателе децата, дека ќе донеселе правда, ќе донеселе мир, подобар живот, подобра економија, инвестиции, домашни, странски. А што донесоа? Донесоа хибриден режим, 106-то место на листата на Транспарентност Интернационал според нивото на корупција, се надпреваруваме со јужноафричките земји, донесоа 10 пати поголема раселеност и иселување од Македонија, 10 пати повеќе парови обувки пред владата, немаме ниту еден универзитет меѓу првите 2000 во светот, што се однесува до економијата сме на апсолутното дно, а од пред некој ден Европа ни ги затвори границите за нас, нема веќе Европска унија. Зошто? Затоа што сме некадарни, оние кои што се во владата се некадарни да се справат со предизвиците кои што ги донесе пандемијата. Ете, таков живот донесува. Дури оној живот кој што го имавме, ни го ограничија. Денеска не можете вие да патувате во Европа, бидејќи границите се затворени. Секојдневно броите стотици ново заболени и неколку десетици починати. Ете, таа е нашата сурова реалност, која што е вистинската реалност. Сета онаа останата е розева дека блескаме низ очилата на Спасовски, Заев, Шекеринска погледната. Жалам што е така и жалам што немав можност многу порано да се спротиставам на тоа. Но еве денеска давам одговор на мојата дилема дали можев. Да, можам. Можам заедно со вас, бидејќи вие ме мотивирате, бидејќи поддршката и енергијата која што ја добивам од пред 30 месеци ми дава мотив да истрам во оваа моја битка заедно со вас. И ви благодарам за секоја минута поддршка безрезервна што и мене ми ја дававте, но и што ја дававте на ВМРО ДПМН. Тоа не правеше похрабри и поодлучни. Но почитувани сограѓани, за да биде подобра нашата држава, овој пат политичарите треба да почнат самите од себе. И затоа јас велам правда, почитување на законите, почитување на уставот и тоа да биде безусловно. Затоа што без правна држава, без да бидат почитувани законите, нема да има ниту добра економија, ниту добар здравствен систем, ниту добро земјоделие, ниту добро образование, нема да има ништо. Прв и основен столб денеска на една модерна, современа држава е да има функционален правен систем. А за да има функционален правен систем, треба да почнеме од почеток. А ја велам, еве, почнете од мене. Јас првиот ќе бидам доброволец, кој што ќе се пријави во новата влада, соодветна агенција да го провери неговиот имот и имотот на неговото семејство, на моето семејство. Да провериме дали соодветствува со моите приходи. Дали можеби нешто сум подскрил, дали имало нешто алажвериш. Ако има, подготвен сум да одговарам. Ама втор ќе биде Зоран Заев. Па и неговото семејство ќе го провериме. Ќе ги провериме сите политичари, да видиме
кој безмилосно го крадел сопствениот народ и кој се богател на маката на народот. Сите политичари да докажат од каде им е стекнат капиталот. Да видиме како е тоа возможно да се градат хациенди, станови, да се возат скапи возила, да се летува на јахти во монденски зимовалишта. Да видиме од каде сето тоа. Како е возможно хотели со десетици милиони евра да се прават од плата чиновничка? Све ќе провериме. Од првото до последното. А потоа ќе одиме и подолу. Ќе видиме како чиновници, бюрократи имаат по неколку станови, по неколку викендици и скапи возила. Кој го плячкаше овој народ? Да ги вратиме парите на бројчаникот. Овие што не го запалија, не го запалија, ама ние ќе го превртиме. Ние има да го превртиме. Не може да има држава ако не се знае кој и како се обогатил на грбот на народот. Не се сите исти. Не се сите исти. Не прифаќам да делам иста судбина со мојот политички противник. Не прифаќам, одбивам. Затоа што 3 години волонтирам, се возам со сопствено возило. Сакам да се провери се и за мене, и за моето семејство. Од мене нека почнува. Ама потоа ќе одиме и надолу, да видиме и они со што располагаат. И парите назад кај народот. Не можеме да зборуваме за држава ако овој процес не го завршиме. Не лустрација во судовите. Има време и за судовите, и за обвинителствата. Лустрација во политиката. Ке поминеме и во Демократската унија за интеграција, ке поминеме во Алијансата за албанците, кај сите политички партии, кај сите политичари кои што во минатото обавувале некаква одговорна функција. Да видиме, ке имаат можност да докажат својата невиност, честност, честитост. Без тоа, без таква лустрација, жалам, не можеме да продолжиме понатаму да градиме држава. Затоа ја бараме вашата поддршка, вашата доверба, за да можеме да покажеме и докажеме во оваа држава дека народот е тој кој што од првиот до последниот момент бил мамен од лажливци во политиката и дека во политиката има и луѓе честни и честити, кои што се различни од овие измамници. Луѓе кои што си го сакаат и се подготвени да го жртвуваат својот живот работејќи за своите сограѓани, за својата татковина. Мора да покажеме разлика. Не се сите исти. Не се сите исти и не се сите дел од ова политичко мучуриште. Затоа, почитувани пријатели, сограѓани, 15 јули е тој ден. Јас секаде велам, радувајте се, вратете ја на смевката на вашите лица. Радувајте се затоа што победува обновата. Многу внимателно ја создававме онаа наша читанка која што ја нареков проект обнова. Многу внимателно. Погледајте. Оние 360 страници се многу внимателно сложувани и пишувани од вас. Се сеќавате на оние разговори за обнова на Македонија од партиските комисии, од општинските комитети, од многу експерти, домашни и странски, од многу луѓе кои што се политички определени и политички неопределени. Многу внимателно ги создававме овие 360 страни, збор по збор, реченица по реченица, пасус по пасус. Таму предвидовме 25%, минимум 25% повисоки просечни плати за еден мандат, со јасна методологија и јасен алгоритам како до тоа, а не гола реторика и филозофија. Таму предвидовме до 20% поголеми пензии во еден мандат. Таму предвидовме 640 милиони евра во еден мандат субвенции за земјоделците. Таму предвидовме најмалку еден универзитет во првите 1000 според листата на Шангај, а не сега немаме ни во првите 2000. Таму предвидовме најнизок данок за работодавачите од 8%, убедливо најнисок данок во Европа и напуштање на принципот на скалез данок. Таму предвидовме 0 данок за луѓето до 29 години. Најмалку 1000 километри нови и реконструирани локални и регионални патни правци. Таму предвидовме
во нашата преодна стратегија 18% ДДВ за угостителите до крајот на 2021 да го намалиме на 10%. Затоа што тие се еден од најпогодени сектори предизвикани од оваа пандемија. Таму предвидовме ослободување од враќање на онаа символична помош за месеците април, мај и продолжување на истата до август. Предвидовме најмалку 1000 проекти и политики, таму ќе најдете буквално за секого. Она што е најважно, заедно со тимот експерти и професори, стратешки соработници, дефиниравме јасна реформа во правосудството, во обвинителството и судството. Со професор Силјановска, професор Каракамишева, професор Наумовски, Спасеновски, многу внимателно, заедно со професор Климовски и многу адвокати, ја правевме програмата во делот на реформи во правосудството. Со академик Кедев и Попов предлагаме нов иновиран здравствен систем за заштита на здравјето на граѓаните и превенција. Главен акцент во превенцијата и здравство ориентирано кон пациентот, а не обратно. Здравство кое што ќе изобилува со криминални тендери како ној се сеќавате жути 24 и сличните нему. Мора овој пат да покажеме разлика од се што било во претходните 30 години. Мора да покажеме разлика. Мора да се исправиме и да покажеме жртва. Нема веќе никој право на импровизација. Никој веќе нема да ни прости. Ова е последната шанса. Оваа генерација мора да успее. А оваа генерација знае како треба и убеден сум дека ќе успее. Затоа, почитувани сограѓани, драги пријатели, земете оваа наша читанка, поминете низ Маврово, низ Ростуше, било каде. И слободно презентирајте од прв до последен проект. Ние не можеме чуда да ветиме. Но тоа што ќе го ветиме, јас ви гарантирам, нема да дозволам да ве засрамам, ниту вас, ниту вашиот образ, ниту вашата честитост. Слободно ветете го тоа што е дел од оваа читанка. Тоа и ќе го реализираме во еден мандат. Сакам следниот пат, кога повторно ќе дојдам овде и ќе ве погледам вака во очи, да зборуваме за отчетот за тоа што сме сработиле и за тоа што уште ни преостанало да сработиме во нашиот мандат. Нема да дозволам да ве засрамам. Слободно пренесете им на сите дека тоа што е внатре, тоа и ќе го испорачаме. Ние не сме волшебници, чуда не ветуваме, но тоа што е таму, слободно ветете го, тоа ќе биде исполнето. Сосема на крај, да не должам, би сакал две реченици за маестро Дурловски, носителот на листа во изборната единица 5, во победничката изборна единица 5. Човекот кој што, кога се видовме и кога разговаравме, дали ќе прифати да ја предводи победничката листа во изборната единица 5, без двумење тоа го стори, и го стори затоа што за него една единствена партија е Македонија, а една единствена програма сте вие, неговите сограѓани. Тоа е тој човек пред кого со воздишки аплаудираат во концертните сали ширум Западна Европа, Америка, Австралија, Канада, на далечниот исток. Човекот кој што е сакан дома, почитуван надвор, човек честит, човек чесен, човек кој што е мотив за сите нас, човек кој што е исклучително голема личност. Тука е и Бајрам. Со Бајрам 30 месеци годевме заеднички овој пат во извршниот комитет на партијата. Заеднички одевме чекор по чекор многу внимателно и дојдовме до ова кое што ќе го завршиме како наш прв голем успех и прва етапа од нашата историја, оваа новата историја, а тоа е победа на 15 јули. Ве молам, излезете масовно на 15 јули во реден број 14. Ви благодарам да сте здрави и живи, да ни е вечна и вековита Македонија, Маврово и Ростуше, да ни е вечно и вековито ВМРО ДПМН. Ви благодарам од срце.